Царот и орачот. Еден цар решил да прошета низ земјата своја, за да види колку е мудар народот. Се приправил во селанец, взел неколку своји сопатници и тргнал да шета по градови и села. Така, шетајки, сретнал некој селанец што си ја орал нива. Царот застанал и го прашал: "Авре, старче, што се мачиш на старост да ораш? Зар немаш чела да ти помогне, да ти си починеш на стари дни?" "Челата, моја пријателе, ме помага на светот", одговорил старецот. "Јас пак работам така ми е среќата. Досега арамиите 2 пати ме пленија, а гледам се токмат уште еднаш да ме пленат. Ете затоа на старост морам и работам." "Ами, со двете како си, с краја или близу?" "Многу близу сум со двете, пријателе," рекол стариот. "А со 32-та како си?" "Е, пара нечем мислам," рекол стариот. "Имам 32 без 28. Ами, 2 коња што ги имаш, те слушаат ли?" "Колку за коњите, пријателе, не прашувај. Ете, 2-3 ги направив и пак одвај ми го носат товарот," одговорил стариот. "А ако ти пратам неколку овци, бре старче, ќе можеш ли јарно да ги истрижеш?" "За овци и стрижење, пријателе, многу сум мајстор, само ако ми паднат в раце," завршил стариот. Царот и советниците си го продолжиле патот. Оделе што оделе, по неколку дни се вратиле во дворецот. Царот ги прашал советниците дали го разбрале разговорот со стариот орач. Тие му повториле од збор до збор што рекол старецот, арно ама не знаеле да му кажат што значеле скришните зборови. "Слушајте вам," им рекол царот. "Ако за 3 дни и 3 ноќи не ми ги објасните зборовите од разговорот со орачот, ќе ви ги пресечам главите." На овие зборови советниците му се поклониле на царот и си заминале. Мислеле што мислеле, арно ама за ниеден збор не знаеле што значел. Најпосле тргнале да одат и да го прашаат орачот. "Авре, старче, еднаш кога наминавме овде со еден наш пријател, што те прашаше, тој и што му одговараше ти?" "Те молим, кажи ни, оти голем облок имаме со другарот," му рекле советниците. "Ех, пријатели, ќе ви кажам, ама за секој збор по 100 алтани ви сакам," рекол стариот. "Зар вие бадијала да ми ги земате парите?" Советниците виделе не виделе, ги одврзале кесињата. Сега ќе ви кажам. Пријателот ваш првин ме праша дали има машка челат да ми помогне. Јас му кажав, оти имам челат, ама се ќерки и веќе мажени, кои ми помагаат на мажите. Кога му реков, оти 2 пати арамиите ме пленија и уште еднаш се токмат да ме пленат, пријателот ваш разбра дека 2 ќерки веќе сум мажил со голем мираз, а оти наскоро и 3-та ќе ја мажам. Она за 2-те, дали сум с краја или близу, мислеше на очите, како ми гледаат. А за 32-та, за забите ме праша. 2-та коња пак беа нозете, се интересираше дали ме слушаат. Јас му реков, оти со бастун се подпирам и пак одвај можам да се носам. А овците пак, што ќе ми ги прател за стрижење, тоа сте вие, што сега ми ги давате париве." Тоа е скришниот разговор со вашиот пријател. Советниците си ги наведнале главите и си заминале. "Срам да ни е," си помислиле. "Ние сме царски советници, а не знаеме итрина николку еден селски човек." За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.